Крсна град Неготино од 2018 година па се до денес е давател на услугата лична асистенција на лица со попреченост. Покрај услугата во рамки на Црвениот крст Неготино се спроведуваат и лиценцирани обуки за личен асистент на лица со попреченост кои се верифицирани од страна на Центарот за образование на возраст. Црвен крст на Република Северна Македонија општинска организација Неготино има лиценцирано над 40 лица. Во моментот услугата се дава на повеќе од 22 корисници во Неготино од страна на 15 асистенти. Општинската организација на Црвен крст Неготино, како пионер во програмата за лична асистенција пред 5 години, имаше доста предизвици на кои не идовме во спроведувањето на услугата. Корисниците беа скептични и резервирани спрема асистентите и воопшто спрема услугата лична асистенција. Потрошивме многу време и енергија да ги надминеме заедно предрасудите за една нова услуга и нов начин на функционирање на нивното секојдневие, но и на секојдневието на нивните семејства. Исто така и во делот на административните процедури, заедно со вработените од Центарот за социјална работа, секојдневно во комуникација, чекор по чекор ги пробивавме и изнаоѓавме решенија на одредени состојби. Како резултат на сето тоа, денес, после 5 години, имаме активно вкупно 40 корисници на услугата, со 24 асистенти и вкупно 5 општини, кои како лиценциран провайдер на услугата ги менаџираме со 20 вработени лиценцирани координатори на услугата лична асистенција. Асистентите на лица со попреченост секоја недела доставуваат неделни планирања во кои ги наведуваат тековните активности кои планираат да ги реализираат и еднаш месечно ни доставуваат месечен извештај за реализираните активности. Личната асистенција ја користиме веќе 5 години. Им благодарам многу на Црвен крст што ни овозможија оваа лична асистенција. Така да и детето е згрижено и јас имам повеќе слободно време за мене, се надевам дека ќе продолжи личната асистенција. Соработката со Црвен крст и со асистентите е одлична. Благодарам многу. Координаторот на проектот на состаноците со асистентите ги дискутираат активностите, развиваат стратегии за нивно спроведување и даваат идеи за активности за народниот тековен месец. Како се викаш дете? Лазар. Лазар? Да. Ајде, нека ти нешто. Фала. Ние Центар за социјална работа Неготино и општинска организација Црвен крст Неготино во 2018 година започнавме промовирање на една услуга лична асистенција која беше дел од програмата на владата за лицата со попреченост. Информирањето на корисниците го започнавме заеднички. Информирањето се однесуваше на корисниците на лица со најтежок телесен инвалидитет и потполно слепи лица, кои што треба да ги исполнат условите за да ја остварат услугата лична асистенција. На почетокот започнавме со 12 корисници, но со текот на времето бројот на корисници започна да расте. Со самиот увид од потребата на корисниците од своите асистенти, без разлика дали услугата ја користат во домот, за време на работа или во заедницата, се доби една јасна слика за важноста на услугата и во 2019 година со измените на Законот за социјална заштита, услугата лична асистенција се евидентира како една социјална услуга.
асистенца, сум задоволен. Струја, вода, јадење, се. Од те работи се мига овој. И така. Шеќер ми мере, притискам за слепи лица и така. Сега. Во домот ти помага? Помага. Се шетате ли? Излегувате ли се прошетате? Одам за жето и онако го друга кореци ги ме взимаме на паса и тука е и така. Се дружим. Во рамки на социјалниот сервис, но и во рамки на обуката за личен асистент на лица со попреченост, а со цел успешно раководење на програмата и успешна испорака на услугата, Црвен крст Неготино има успешна соработка со Министерство за труд и социјална политика, Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Неготино, Агенцијата за вработување на Северна Македонија, Дневниот центар Порака и Домот за стари лица Жана Неготино и секако со Црвен крст на Република Северна Македонија. Ја како лице со посебни потреби да кажем вака, значи фала на Господ прво што постојат вакви хуманитарни организации како Црвен крст и што обучаваат асистенти да помагаат на лица со посебни потреби и изнемоштени. Ја до пред 5 години си бев сосема нормален, но ете, се деси тоа што се деси, болести си го направи, своје си го направи, но остана да функционирам благодарејќи на асистенците лична од Црвен крст што ја добивам. Фала на Господ ушеднаш што постојат, имам одлична комуникација, соработка, за било каква потреба што сум имал, ќе се јавам, луѓето ми споѓале секој што сусрет. Што друго да кажам, да продолжи како што тера да продолжи така. Јас сум преблагодарен на асистентката, соработуваме, комуницираме, целосна доверба, функционираме како едно семејство. Ја у нејзе целосна доверба, она у мене доверба, едноставно функционираме како да сме фамилија, како да ја познавам неј за една година, како да знам цел живот, како да била цел живот тука со мене. Јас сум корисник на услугата за лица со посебни потреби од Црвениот крст Неготино. Накратко може само да ја кажам мојата почетна приказна како почнавме. Кога се разболев, мене постепено почна да ми откажуваат нозите и ми се намали движењето. Така да во 2013 година веќе отидов во инвалидска пензија. Еве веќе повеќе од 10 години сум пензионер, меѓутоа движењето постепено скроз престана. Најпрво со мажот ми се договаравме, се чудевме, малку потешко додека се снајдиме како да биде сета работа. И затоа од почеток викнавме жени да ни помагаат за моите хигиенски потреби. Доручек имавме една жена, поручек имавме друга жена, бидејќи еден човек не може да издржи толку време да биде со корисник. И постепено така се свикнавме. Меѓутоа, во еден период дојдоа луѓе од Фондот за социјална заштита и заедно со Црвениот крст ми понудија дека имаат нов проект кај што може да ми пратат асистент за да ми помага во моите лични хигиенски работи и дел од домашните работи. Со Тања сме веќе 5 години, функционираме како едно. Немам најубави зборови, како што бев голем скептик. Немам зборови од Тања. Не би обвинела за ништо друго. Ми асистира во личната хигиена, во уредување на домот. Многу сум прибридлива. Прославување на празници, родендини, украсување на домот за Нова година, за Великден. Најубави зборови. И во моето хоби.
Разносување на порачки за Oriflame. Тоа, да. Како и во секоја друга работа, така и во личната асистенција се соочуваме со различни предизвици и проблематики со корисниците. Горда сум што во овие 5 години работам како личен асистент на лица со попреченост. Со оваа услуга на корисниците директно им помагаме да се справуваат со секојдневните попречености што ги имаат во својот живот, а индиректно го помагаме и на неговото семејство. Здраво, јас сум Антигона Цекова, личен асистент на Пано Давчев. Мојот корисник има доживеано мозочен удар, јас му помагам. Има потреба од масажа, од минотерапија. Помагам во дома. Помеѓу корисниците и асистентите е воспоставен отворен и пријателски однос. Корисниците на услугата и асистентите изразуваат меѓусебно задоволство од соработката. Времето исполнето со взаемна нега и грижа направија односот меѓу нив да добие поинаква димензија. Тие изјавуваат дека времето кое го поминале со асистентите направило да се чувствуваат како да се фамилија. Поголем дел од личните асистенти, по барање и желба на својот корисник, се фокусираат на подобрување на социјалниот живот на својот корисник, преку разни активности во согласност со потребите и способностите на корисникот, активно учествуваат во општествената средина, полесно извршуваат секојдневни обврски, како и развиваат посилни вештини и нови интереси кај лицето со попреченост, а дел од нив активностите ги извршуваат конкретно во домовите на корисниците поради нивната состојба. Најголем фокус асистентите имаат ставено на психолошката поддршка, социјализацијата, зголемување на самодовербата на корисниците, истекнување со доверба и чувство на сигурност. Исто така, како најважни фокуси се и прошетките, дружењето, помош при одржување на лична хигиена и хигиена во домот, подготовка на оброци, хранење, разговори, прошетки, вежби и масажа. Во месец октомври 2022 година Црвен крст на Република Македонија општинска организација Неготино отвори катче во кое што нашите корисници заедно со асистентите може да го поминуваат слободното време. Катчето е наменето и прилагодено за лицата со инвалидитет, пристапно е за лицата кои што користат инвалидска количка, така да нашите корисници имаат каде да го поминуваат своето слободно време и да се дружат меѓусебно. Со вклучување на корисници помлади од 18 години во оваа програма, давањето на услугата доби поинаква структура. Сега имаме корисници, ученици кои времето со асистентите го користат за да стигнат до училиште, да си одат до дома. Асистентите се вклучени во решавање на домашните задачи и се придружба на родендени, приредби и останати прослави и активности. Од неодамна услугата лична асистенција може да ја добиваат и лица кои се над 65 годишна возраст и ги исполнуваат условите за добивање на истата. Црвен крст на Република Македонија и Црвен крст на Република Македонија општинска организација Неготино денес одбележува 5 години од давањето на услугата и ветува дека ќе продолжи да им биде поддршка на граѓаните уште многу години.